Наместо прозорци имаат најлони и весници. Покривот им се срушил во една од одаите. Струја немаат со месеци, а портата им е искршена и целосно блокирана од високите треви и гранки. Во дворот влегуваат со лазење преку крајно непристапно срушено ѕидче. Тоа е домот во распаѓање на 58 годишната Наде Костоска и нејзиниот 27 годишен син Маријанче, кои живеат од 1900 денари социјална помош и со скромната дневна заработувачка на Маријанче од продажбата на лозови. Ја живеем од социјално. Маријанче во Тобако работи за 100 денари, продава луто и грепки. И вели мамо неки ми даде 300 денари, кесето му го крале. И дојде со бајлето плаче. Мамо, кесето ми го си мама, дете, кој иле од дома, кесето в джеп ти беше. Во 21. век Наде и Маријанче личната хигиена ја одржуваат во разрушениот простор кој некогаш бил шупа, користејќи ја бујната вегетација како завеса. Немаме копатево овде кај ова Мудбаков, клаваме овде кебе, имам пампурче, че се отапам поче, стоплим вода и првен тој ќе се искапи, се качи гори соближу, па јас ќе се тој чилизи, па ја ќе се сушам. Зимно време дома. И перењето како? Овде, на две канти и така перам во корито. Немам ни машина, ни бојлер, ништо немам. 27 годишниот Маријанче, кој е со блага психичка ретардација, нема кој не го познава во Прилеп. Мајка му Наде вели дека благодарение на неговата честност, луѓето им помагаат, но тоа не е решението, бидејќи овие луѓе немаат дом, а немаат ниту пари за да го реновираат. За облека имаме на деца му дава другарите панталони, други јас имам облека да сум жива. Кој ќе ми е да се среди, да се попре, да не врне натре, да нема ризично за животно, да. Ризично, баш електричното капи. Наде лазејки преку импровизираниот непристапен влез, срдечно не испрати со силна надеж дека хуманите луѓе и институциите ќе им помогнат разрушениот дом да си го направат пристојно место за живење.